Владневни вести на Канал Плюс телевизија, добар ден. Следуваат минути за денешните актуелности. Почнуваме со најава на дел од темите. Од 10 до 15% од бебињата се раѓаат пред време. 50% од причините за оваа појава се непознати. Денес е светски ден на предвремено родените бебиња. Зелена иднина за нашите деца. Проект на градинката во Берово за едукација на децата да штедат енергија. Мојата прва сликовница, креативна работилница во градинка во Штип. Денес се пушта под напон 400 киловолтен далековод за директно поврзување на македонскиот и српскиот електропреносен систем. Од МЕПСО апелираат за внимателност при движењето близу далеководот долг 70 километри. Денес е светски ден за предвремено родените бебиња. Овој ден го одбележуваат пред се родителите преку голем број национални родителски организации во речиси сите држави во светот, но и здравствените работници на одделите кои работат со предвремено родените бебиња и целата јавност. Статистиката вели дека 10 до 15% од сите новородени се раѓаат пред време. Значајно е тоа што речиси 50% од сите предвремени породувања настануваат од непознати причини, но има и познати ризик фактори со кои може да се превенира предвременото породување. Зелена иднина за нашите деца. Вака беше насловен проектот кој се реализираше во детската градинка 23 август во Берово и во чии рамки беше промовирана сликовница и прирачник за заштеда на енергијата. Во проектот е вклучена и градинката Џани Рудари од општина Гоце Делчев, Бугарија. Денес во општина Берово се одржа завршната активност од проектот Зелена иднина за нашите деца, проект кој се реализира од ИПА програмата за меѓугранична соработка помеѓу Македонија и Бугарија, а во кој партнерска општина на Берово и општината Гоце Делчев од Република Бугарија. Тоа што беше во проектната задача да го направиме, а од инфраструктурни задачи беше целосна реконструкција на детската градинка во Русиново и подобрување на енергетската ефикасност на објектот, го направивме, го сменивме парниот котел во детската градинка во Берово, оценивме дека токму со подобрување на енергетската ефикасност на објектите од детски типот на детски градинки, најдобро ќе можеме да кажеме која треба да биде иднината на Македонија, која треба да биде иднината на нашата општина, тоест и во другите објекти кои се во собственост на општината, да ги применуваме овие мерки и да почнеме сите енергијата да ја штедиме. Още 2014 година Уште во 2014 година детската градинка во Гоце Делчев е гасифицирана и поставени се соларни колектори, со што се видливи резултатите од енергетската ефикасност. Како координатор на проектот, општина Берово постави високи стандарди и идеи и затоа мислам дека во иднина ќе продолжат ваквите и слични проекти. Во рамки на настанот на кој присуствуваа околу 50 учесници од Македонија и Бугарија, беше промовирана и сликовница и прирачник за заштеда на енергијата. Се радувам што од денеска па натака секоја градинка во Република Македонија ќе добие по еден примерок од сликовницата и по еден примерок од упатството, односно прирачникот за воспитувачи и родители, и ќе можат да ги црпат искуствата од таму и да ги применуваат информациите во својата секојдневна работа за тоа како вреди енергија да се штеди. Дечињето од детската градинка 23 август од Берово пред присутните родители низ игра и песна прикажаа што значи обновлива енергија и колку таа е корисна за градинките. На необновливи извори на енергија. Јаглен, плин и нафт. Финансиските средства кои што Европската унија ги овозможи на двете општини изнесуваат близу 500.000 евра, по 250.000 евра и за двете општини. По повод месецот на книгата, јавната установа детска градинка Вира Циривири 3 на Штип утринава организираше креативна ликовна работилница на тема Мојата прва книга се вика сликовница. Децата заедно со родителите изработуваа сликовници, а имаше и драматизација на тема во куќата на витамините.
Денес се става под напон 400 киловатниот далековод кој ги поврзува електропреносните системи на Македонија и Србија. Од МЕПСО апелираат за внимателност при движењето близу далеководот долг 70 километри со капацитет на размена на електрична енергија до 600 мегавати. Во Штипскиот регион ова е втор далековод кој го поврзува нашиот и електропреносниот систем со соседни земји, односно со Бугарија и Србија. Во оваа прилика апелираме до местното население кое што живее во општините Штип, Карбинци, Свети Николе, Куманово и Старо Нагоричене, општини на чија територија поминува овој далековод, заради тоа што ќе биде вклучен под напон да бидат особено внимателни и да ги следат инструкциите на сигналните табли кои што се однесуваат на нивната безбедност. Тие можат да поминуваат и во трасата на самиот далековод, но треба да бидат внимателни од аспект на тоа да не се обидуваат да се качуваат на далеководни столбови или да минуваат со робусна земјоделска механизација под далеководните столбови. Исто така да бидат внимателни кога ги вршат работите наорање со трактори во рамки на трасата кај што далеководот минува на земјоделско земјиште и така натаму. Пензионерите во Виница се уште чекаат на дрвата за огрев кои ги набавуваат преку Сдруженијето, а од тому убедуваат дека до крајот на идната недела ќе бидат испорачани 700 кубни метри дрва, доволно за сите кои имаат договор со Сдруженијето. Само 20% од вкупно 2470 пензионери на ниво на општина чекаат дрвата да им ги обезбеди Сдруженијето. Останатите набавките ги вршат или преку шумското стопанство или од приватни шуми. 2015 година Сдруженијето склучило договор за набавка на 4100 метри просторни дрва, од кои 3400 се испорачани, остануваат уште 700. Председателот на виничките пензионери секојдневно се соочува со реакциите и револтот од оние кои потпишале договори и ги исплатиле дрвата, а се уште чекаат, но со убедување дека до крајот на идната недела сите порачки ќе бидат завршени. Покрај тоа што имаме известна мера каснење на испоруката на дрвата, со надлежните во македонски шуми е договорено дека дрвата што се договорени за пензионерите сигурно ќе бидат испорачани и тоа ќе бидат испорачани квалитетни, добри дрва до крајот на овој месец. Така да сите пензионери не би требало да мислат дека дрвата нема да им бидат донесени. Дрвата ќе бидат сигурно донесени и покрај што се касне. Проблемот со дрвата не е ниту локален, ниту регионален, бидејќи нема здружение каде не доцни набавката на огревно дрво. Реакциите дополнително се заострија со зголемувањето на цените од страна на трговците кои посредуваат во набавките. 3400 денари за ДАП и 3200 денари за бука се цените кои ги наметнаа приватните концесионери наспроти цените по кои се продаваат од шумското стопанство. 2580 за бука и 2660 за ДАП. Многу недоречености висат во воздух, но за пензионерите во овој момент е битно дрвата да стасат во дворовите пред да не изненади снегот. Бројот на лица убиени во терористичките напади во светот порасна за 80% минатата година, се наведува во истражувањето на Институтот за економија и мир Глобален индекс на тероризмот за 2015. Според податоците за тероризмот во светот, 32.658 луѓе се убиени во терористички напади во 2014 година, додека во 2013 година животот го загубиле 18.111 луѓе. Вооружената исламистичка група Боко Харам со седиште во Нигерија, како и джихадистичката група Исламска држава, се одговорни за повеќе од половината на смртни случаи според ова истражување, кој ги зема предвид нападите, како и мртвите и штетите кои презлегуваат од тоа во 162 земји. Франција денеска официјално ќе побара помош од другите земји членки на Европската Унија по терористичките напади во Париз. Досна синоќа дипломати потврдија дека барањето за помош ќе биде поднесено на денешната средба на министрите за одбрана на Европската Унија. Според договорот за Европската Унија, доколку држава од Унијата е жртва на вооружена агресија, извршена на нејзина територија, другите земји членки имаат обврска да и помогнат и соработуваат со сите средства со кои располагаат согласно член 51 од Уставот на Обединетите нации. Францускиот председател Франсоа Оланд денеска со американската амбасада во Париз
ќе се сретне со државниот секретар на САД Џон Кери, кој доцна синоќа пристигна во Франција. Кери истакна дека исламската држава и сите кои ја следат нејзината мизерна идеологија ќе бидат победени. Портпаролот на шефот на руската држава Димитри Песков изјави дека Русија смета дека ниедна верзија за палот на А321 не може да биде отфрлена и дека не знае колку долго ќе трае истрагата за причините за катастрофата. Председателот на Русија Владимир Путин изјави на средбата со премиерот на Италија Матео Ренци во Анталија дека испитувањето на материјалите за палот на рускиот авион А321 во Египет се наоѓа во завршна фаза. Се наоѓаме во завршна фаза на испитување на материјалите, изјави рускиот лидер. Овој викенд се одигра петото коло во Суперлигата во пинг-понг. Штипските екипи, студентите на Универзитетот Гоце Делчев и шампиони ФА со максимални победи. Лидерот на табелата Гоце Делчев во штип ја победи екипата на Вардар, додека пак шампиони ФА ја совлада екипата на НИЦ. И двете екипи забележаа победи со резултат од 5:0. За екипата на Гоце Делчев играше докажаната и добра екипа во состав на Кристијан Станојковски, Петар Костовски, Филип Костадиновски и Игор Саздов. Ова е се во планивното информативно издание на Канал Плюс телевизија. Повеќе за денешните настани гледате во дневникот во 16:30 и на веб порталот kanalplus.mk. Пријатен ден!